Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Денеска ве поздравуваме од Русалсхаим, каде дојдовме да ја возиме новата Opel Corsa. Таа ќе биде на крајот на емисијата во рубриката Тест, а сега тргаме со флеш вестите. Почнувајќи од Соединетите Американски држави, а наскоро и во Европа, Ферари ќе може да се купи со криптовалути. Италијанската компанија, која лани продаде 13.200 автомобили со цени кои започнуваат од над 200.000 евра и достигнуваат до 2 милиони евра. Портфолиото на нарачки на компанијата е силно и целосно резервирано до 2025 година, но компанијата сака да го прошири кругот на купувачи. Една од стратегиите е можноста скапите автомобили што ги произведува да се платат со криптовалути. Во Ферари сметаат дека овој потек ќе помогне да се поврзат со луѓето кои не се нивни клиенти, но би можеле да си дозволат некои од моделите од Модена. Пред самиот почеток на продажбата во Европа, Kia EV9 е најавувана како 7 сет за долги патувања кој може да помине 541 км со едно полнење на батеријата. По завршената европска хомологација се покажа дека EV9 со погон на задните тркала и моќност од 150 киловати ја надминува декларираната автономија, која сега е 563 км, а во градскиот сообраќај можно е да помине 774 км. Верзијата со погон на сите тркала со 283 киловати е нејзината спортска варијанта која спринта до 100 км на час за 5,3 секунди, исто така се очекува да ја пробие границата од 500 км. После 3 години абстинирање и една екзил на Блискиот Исток, Женевскиот салон на автомобилите се враќа на својата оригинална локација. Веста официјално беше потврдена на изданието на салонот кое се одржа во Катар, каде организаторите ги пронајдоа инвеститорите што го спаси од финансиски колапс. Како последица на откажувањето на салонот заради пандемијата во 2020-та, само неколку дена пред неговото започнување, малку фалеше оваа една од најстарите автомобилски манифестации во светот да згасне. Работите сепак тргнаа на подобро и Женевскиот салон повторно се враќа во агендите во вообичаениот термин на крајот на февруари и почетокот на март, сега со изменета концепција и пократко време траење. Во своите најдобри години овој салон на автомобилите, познат по неутралното однесување кон изложувачите, го посетуваа и по 750.000 луѓе. Третиот квартал годинава беше плоден за автомобилската индустрија. Глобално се представени дури 45 нови модели, чие сериско производство е започнато или наскоро ќе стартува. Половината од нив, добар дел електрични и планирани и за извоз во други региони, дојдоа од Кина, што дополнително ја потврдува офанзивата на автомобилската индустрија на земјата. Во Европа се појавија 11 новитети, најмногу од Германија, а јапонците имаа 5 премиери. Корејците беа за една послаби, додека во Америка само 2 нови автомобили во периодот јули-септември годинава го здогледаа светлото на денот.
Stellantis се подготвува за електричната битка со ефтината кинеска конкуренција. На новата платформа, примената кај свежо представениот Citroen EC3, планира да изфрли 7 автомобили. Наречена Smart Car, таа е проектирана да биде поевтина за производство и да може да прими и мотори со внатрешно согорување. Очекувањата на компанијата се продажбата на возила поставени на неа да нарасне и до 2 милиони годишно, за што разновидноста во понудата ќе биде клучна. Така, освен новиот C3, известно е дека на неа ќе бидат поставени наследникот на Fiat Panda, кој ќе се појави идното лето на 125 годишнината од основањето на италијанската марка. Од другите модели можат да се очекуваат уште C3 Aircross и новиот Opel Crossland, а за преостанатите засега нема никакви најави кои би биле. Губили водородот темпото во битката за иднината и онака слабата продажба на ретките возила со горивни келии започна интензивно да опаѓа. За загрижувачко ниво на кое се најде има многу виновници, од кои најголеми се високите цени и бедната понуда составена од само 2 модела – Toyota Mirai и Hyundai Nexo. Не напредува ни остварувањето на ветувањата за пространета дистрибутивна мрежа за ова еколошко гориво. Низ целиот свет има одвај 800 станици за негово полнење. Затоа нормално се обвинува токму малиот број возила што користат водород. Така, сега веќе и најголемите оптимисти молчат пред настанатата ситуација, што е постаро, јајцето или кокошката. Производителите на возила пак се доста предпазливи и фокусот го имаат насочено кон батериските автомобили, чиј развој им ги троши инженерските и финансиските ресурси. Засега единствен кој напредува е BMW, кој како партнер за технологиите ја има Toyota, другите имаат само планови. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Колку се безбедни електричните возила? Сите знаеме доколку се запалат батериите, пожарот може да трае со часови. Судирите во сообраќајот се секојдневие, а за да докаже дека неговите возила се многу безбедни, Мерцедес го организира првиот тест за отпорност при судири на електрични возила. Главни протагонисти беа моделите EQA и EQS. Со ваква акција не може да се пофали Nissan, но тој се перчи со рестилизирањето на својот најдобро продаван модел во Соединетите Американски држави. 3 години по лансирањето на електричниот ROG, компанијата реши да му ги затегне брчките и да го направи привлечен за купувачите во следните години.
За да документира колку е напредна безбедноста на електричните возила, Мерцедес направи краш тест на два своји EQ модела. Германскиот премиум производител не е прв што има спроведено вакво тестирање, но е прв што јавно ги сподели податоците од тоа. Имено, еден од омилените аргументи на противниците на електричните возила е токму нивната безбедност при судар, за што рака на срце делумно и се во право. Разликите во конструкцијата меѓу класичните и електричните автомобили не дозволуваат работите да се генерализираат и безбедносните решенија едноставно да се пренесат, туку кон ова прашање мора поинаку да се пристапи. Најголем проблем секако се батериите, и тоа од повеќе аспекти: нивната тежина, сместувањето во возилото, опасноста од пожар и друго. Проблем е и електромоторот, кој е помал од класичниот агрегат и често сместен пониско или пак назад, со што во предниот дел на возилото се ослободува поголем простор во кој нема масивни механички делови кои ќе абсорбираат дел од енергијата при судар. Ова секако го знаат во Мерцедес, а дека домашната работа добро си ја завршиле покажуваат анализите од краш тестот на EQA и EQS. Интересен факт е дека јавноста во живо преку интернет можеше да следи што се случува при директен судар на овие два модела. Степенот на преклопување беше 50%, а брзината на секое по 56 км на час. Тоа е доста построго од пропишаните спецификации кои предвидуваат судар на возило со стационарна алуминиумска препрека тешка 1,4 тони, која го симулира другото возило. Сепак, ако се погледнат остатоците од возилата, ќе се забележи дека деформираноста на нивните кабини не е стравично голема, заради што заклучокот на германските експерти е дека 4 кукли патници во нив поминале без опасни или фатални повреди. Она што не се гледа е дека електромоторите и батериите не се оштетени, ниту пак имаат навлезено во просторот на кабината. Исто така се нагласува и дека сите безбедносни системи на високонапонската инсталација ја завршиле својата работа безпрекорно, односно дека струјата целосно е прекината во моментот кога сензорите детектирале дека сударот е неизбежен. Нешто повеќе од 3 години откако дебитираше, најпродаваниот модел на Nissan во Соединетите Американски држави помина низ фаза на редовно ажурирање. Рог, кој за тамошниот пазар се произведува во Тенеси, во други региони се продава како X-Trail, кој и самиот наскоро ќе добие сличен фейслифтинг. Компактниот кросовер има поинакви браници и маска со свеж и помалку груб изглед, додека назад е изменета само внатрешната графика на светлата. Во внатрешноста е подобрена изработката, а збогатен е и изборот на опрема и бои, меѓу кои има неколку од двоколорна шема. Унапредениот инфозабавен систем има поддршка од Google, а спарувањето на телефон може да биде бежично. Зголемен е и бројот на USB приклучоци низ кабината, а стандардниот Nissan Safety Shield 360 безбедносен систем има нови функции. Подхаубата се остана исто. Во понудата е само 1,5 литарски трицилиндричен турбоагрегат со променлива компресија. Тој своите 204 коњски сили преку предните или сите 4 тркала ги насочува на асфалтот преку безстепена континуирана трансмисија. За првите 3 квартала годинава Nissan во Америка продаде 168.000 примероци од Rogue. Сегментот на мини комбиња во Европа изумира. Оваа ситуација Lexus ја гледа како своја шанса, особено за продажба на рентакар и компаниите што се занимаваат со превоз на VIP клиенти. LM мора да признаеме дека чудно изгледа, но функционалноста му е на високо ниво. Од Чешка пристигнува уште еден чуден автомобил. Патак Родстер има ретро изглед и модерна техника и ќе биде на располагање со бензински и електричен мотор.
Кога пред неколку месеци објавивме дека Lexus глобално ќе го лансира чудниот миниван со ознака LM, сигурно се запрашавте кому би му било потребно вакво возило. Но сега, кога тој стигнува на европските патишта, одговорот е најден во рентакар компаниите и фирмите што се занимаваат со транспорт на VIP клиенти главно до и од аеродром. Имено, кога во Европа започна да изумира моноволуменската класа, тој мал, ама доста профитабилен бизнес сегмент го презедоа луксузните изведби на доставните возила и по некој корејски конкурент. Но како сега ни тоа не е доволно за да се задоволат истенчените барања на клиентите, Lexus се дрзна да го лансира LM како превозно средство кое со својот кралевски луксуз ќе им овозможи на патниците транспорт на ниво на првата авионска класа. Па дури и над неа, ако подетално ги погледнеме неговите можности, што започнуваат со фотелите назад, кои може да се растегнат во лежалка за дремење, пред кои се наоѓа 48-инчен екран. За пријатната атмосфера е задолжен Марк Ливајнсон 3D Surround Audio уредот со 23 звучници, а за безпрекорниот комфор системите за активна редукција на бучавата и задржувањето на телото во седиштето при кочење. Врвните материјали се подразбираат, а за погон е предвидена само една опција – хибридниот 2,5-литарски бензинец со синергиски 250 коњи и стандарден погон на сите тркала. За оние кои бараат нешто помалку на располагање ќе бидат верзијата со 7 седишта со нешто пониска цена, која во секој случај е 6-цифрена, изразена во евра. Најинтересното за овој модел можеби е тоа што ќе се произведува во Кина, но како и да е, факт е дека во Европа никогаш не сме виделе нешто слично, така што никој жив со сигурност не може да претпостави на каков одговор ќе најде. Од Словачка пристигнува интересен микроавтомобил направен по узор на спортските модели од 30-тите години на минатиот век. Дело е на компанијата Patak Motors и во основа е родстер со ретро изглед и модерна техника која ќе биде на располагање со бензински или електричен погон. Тркалата се жичени како и некогаш, но со пирачките на сите тркала се дискови со систем против блокирање. Малите габарити дозволуваат само 2 тесни седишта со еко или вистинска кожа, а според производителот, стандардно ќе доаѓа со екран чувствителен на допир. Освен склопливиот покрив, опционален е и носачот за багаж, бидејќи нема простор за класичен багажник. Може да биде опремен и со систем за грејење, бежично полнење на мобилни телефони, сензори за паркирање, задна камера и други модерни додатоци. Верзијата со бензински мотор, која чини 17.000 евра, располага со 20 конски сили доволни за максимални 125 км на час. Електричната варијанта, која е еднакво моќна, малку е побрза, а може да се добие со 2 пакета батерии за автономија од 100 или 250 км, по цена од 23.000, односно 25.400 евра. Хомологацијата веќе е обезбедена, а почетокот на производството е планиран за август идната година. Повторно се враќаме на електричните возила. Со нивното омасовување полека се појавуваат нови модели на продажба. Така, групацијата BMW преку својата марка Mini започнува со ново поглавие во своето работење, а тоа е директна продажба на клиентите заобиколувајќи ги дилерите. Тоа ќе го примени и BMW, но напоменува дека неговите дилери, иако нема да учествуваат во директната продажба, ќе си ја добиваат својата провизија. Тоа можеби ќе помогне и да се стимулира продажбата на следната генерација на пензионираниот електричен првенец на баварците, моделот i3. По теркот на најавената Neue Klasse, втората генерација нема да биде несекојдневна, туку ќе биде вистински BMW.
BMW групацијата ја менува својата продажна стратегија. Од почетокот на идната година моделите на Мини ќе се продаваат директно на купувачите. За пилот пазари се избрани Италија, Полска и Шведска, каде сегашните продажни партнери на BMW ќе ги одржуваат контактите со купувачите и ќе посредуваат во испораките, но нема да ги продаваат возилата. Како последица на тоа, цените на целиот пазар ќе бидат еднакви, а возачите ќе добијат максимално квалитетни услуги насекаде. Процесот ќе биде дигитализиран, а дилерите на BMW за секој пласиран автомобил ќе добијат соодветна провизија. Од михенската компанија тврдат дека со овој начин на работа не настојуваат да ја заменат постоечката малопродажна мрежа, туку да ја дополнат. Како придобивка на тоа, секој дилер во секој момент ќе има пристап до целокупните залихи возила без разлика на која физичка локација се наоѓаат, нудејќи им на купувачите поширок избор. Плановите се до 2026 година ваквиот начин на продажба да се прошири во останатите земји во Европа и на возилата од марката BMW. Rolls-Royce никаде не се споменува. Од BMW пристигнуваат најави за наследник на електричниот i3. Шефот на развојното оделение Франк Вебер потврди дека компанијата дефинитивно е заинтересирана за помал електричен модел за кој дека постои пазар, докажа токму i3. Но тој изричито отфрли дека неговиот наследник ќе задржи нешто од радикалниот пристап пред се во дизајнот. Овој модел, кој беше еден од првите електрични во светот, не ги исполни до крај очекувањата, но сепак се смета за успешен. За 9 години беа продадени солидни 250.000 примероци од него. Според Вебер, иако i3 на многумина им се допадна, сите во него не гледаа вистински BMW, заради што нема да биде повторен во сличен облик. Тоа до душа е малку во спротивност со пред 2 години покажаниот Vision Circular концепт, чии клучни карактеристики беа надградба на оние од i3. Вебер не прецизираше кога ваков автомобил би можел да се очекува, но не би требало да бидеме изненадени ако се појави за 2 до 3 години како еден од најавените 6 нови модели од Neue Klasse серијата. Opel Corsa е еден од најпопуларните мали автомобили во Европа. На сите пазари бележи добри резултати, а во Германија е и најпродавана во својот сегмент. Opel мораше да направи нешто за да ги задржи своите купувачи и за да го зголеми интересот на Corsa. Па затоа и даде сосема нов изглед. Предницата е во стилот на останатите модели на куќата кои го нарекуваат визор. Што се однесува до останатите елементи околу рестайлингот, не е многу направено во димензиите. Таа ги задржа своите димензии, но доби и потполно нов заден дел. Тука се забележуваат големите браници кои ја сменија формата, светлата, но и надписот Corsa. Сега сериски овој надпис ќе биде на секоја Corsa, бидејќи до сега само едицијата за 40 годишнината од производството на Corsa го имаше овој ексклузивитет. На самиот почеток на продажбата Corsa излегува во своето електрично издание. Ја има технологијата на Stellantis, но поради поголемиот квалитет и густина на батериите, сега има изголемена автономија. Некаде околу 400 километри би требало да помине со едно полнење. Исто така, Corsa ќе има две електрични верзии. Познатата со 136
156 конски сили, но и далеку посилната од 156 конски сили. Во внатрешноста Корса порасна во својот стил. Целата опременост на електричната варијанта е богата и таа е на ниво на поголемата Астра. Во внатрешноста се гледа дека е вграден новиот инфозабавен систем, а пред возачот имаме и пристоен дисплеј кој ги дава сите податоци околу возењето. Квалитетот на изработка е нешто подобар, како и материјалите кои се гумирани. Ми се допаѓа што покрај големиот екран осетлив на допир имате и физички манипулатори за клима уредот. Целиот амбиент во внатрешноста е пријатен и ергономијата е на завидно ниво. Корса во своето електрично издание е извонредно тивок автомобил. Кога крстарите по градските улици како да лебдите над асфалтот. Но се чувствува оној типичен германски, типичен Opel сетап, иако ја дели основата со останатите електрични мали автомобили на групацијата Stellantis. Имено, се чувствува не само робусноста, туку и доста потврдото потпирање, што не значи дека тоа не е удобно. Корса сепак е направена да пружи едно чувство на возење на класичен автомобил. Во градска средина Opel Corsa се чувствува како риба во вода. Електричните автомобили се скроени за урбаните средини. Тие исто така се добри и на отворен пат. Новата Корса има модифицирана батерија. Наместо 50 киловат-часови сега има 51 киловат-часови. Но во самата структура батеријата е сменета. Има помалку келии, но тие се поголеми и имаат поголема густина за можност за абсорбција на електричната енергија. Па затоа е изголемен дострелот, односно автономијата. Таа изнесува спрема WLTP циклусот на возење над 400 километри, поточно 403 километри. Таа автономија е сосема добра за возење на средни дестинации. Кога ќе се испразни батеријата на брз полнач од 100 киловати, можете да ја наполните за 37 минути. Тоа време ви дава за можност дневно да поминете дури и многу повеќе километри. Електричниот мотор е исто така модифициран, па тој има и подобри перформанси. Корса може лесно да забрза од 0 до 100 и требаат 8,1 секунда, што е сосема пристоен податок. Меѓу забрзувањата се одлични. Електромоторот овозможува 260 Нм вртежен момент кој го имате од почеток до крај. Крајната брзина на Корса е разумни 150 км на час и таа е електронски ограничена поради практичноста и поголемиот домет. Веќе вообичаено во групацијата Stellantis се сите автомобили да имаат модуси на возење, но кај електричната Корса тие имаат една поинаква улога. Да, има 3 модуси на возење, тоа е економи, нормал и спорт. Кога го возите автомобилот во модус економи, тогаш моторот испорачува околу 75 конски сили, а додека во нормал модот се испорачуваат 103 конски сили. Доколку сакате да ги добиете сите 156 конски сили, тогаш требате да го возите возилото во модусот спорт. Но и да возите во еколошкиот модус на возење, кај што најмногу се штеди струја,
струјата и најмалку испорачува моторот сила. Доколку ја притиснете педалата за забрзување до крај, тогаш на располагање ви е сета сила на моторот. Во Германија започна продажбата на Корса. Таа не се нуди само во своите две електрични изданија. Напротив, во почетокот на следната година ќе биде понуден и хибрид, благ хибрид, кој ќе ја зголеми силата на 1,2-литрениот трицилиндричен турбобензински мотор. Обновената Корса во Македонија треба да стигне во првиот квартал на идната година во сите своји изданија, па дури и електричната. Таа ќе чини високи 36.200 евра, цена која не е атрактивна за просечниот македонски купувач, кој е ориентиран на поевтини изданија. А кога се однесува на поевтини изданија, тогаш може да се размислува за оние со мотори на внатрешно согорување. Тука некаде завршува моето возење на обновената Opel Corsa, но не прекинува моето дружење со Opel Corsa. Corsa во своето портфолио има и спортски гени, а од пред 2 години Corsa има надпреварување, односно има свој рели куп во рамките на европскиот шампионат под покровителство на ADAC. И тоа е во електрично издание. Ке имам честа и задоволства да бидам возен од рели асовите кои се надпреваруваат со електричната Корса. Но пред да се влезе во рели автомобил мора да бидете прописно подготвени. Подготвен сум да се сместам во внатрешноста на Корса Рели. Видете колку малку простор има, ја не знам дали ќе успеам од прва да влезам. Ова беше тесно. Хај. Hello. Со мене е Тимо. Тој вози за фабричкиот тим на Opel и ќе ми ги покаже неговите мајстории, но и можностите на неговата електрична Корса. So, have fun. Thank you. Јас сум подготвен за возење. If you're ready, I am. Yeah. So. Електричните возила се познати по својата експлозивност, но сега имаме и вештачки звук. Па да видиме како ќе звучи тоа. Браво, мајсторе! Од возачот е дека моторот има 136 конски сили од најобичната електрична Корса, но исто така и низината батерија е со истиот капацитет. Стандардна батерија, стандарден мотор и како што ми кажа Тимо, немале никогаш никаков проблем ни со прегрејување на батериите, ниту на моторот. Тој го исклучи вештачкиот звук на автомобилот и сега се препознава оној прав карактер на тивките електрични автомобили. Ова беше прекрасно искуство. Тука завршува моето возење со Opel Corsa на вистински начин. Јас ви посакувам се најубаво до нашето следно гледање за 7 дена. До гледање.